Добар ден, Цанко. Добар ден, Чорбачи Петко. Машала, браво бе. Денеска многу убава и голема риба си фатил, а? Убава, голема е. Па и мене да ми се насме малку среќата, да заработам троа грош појќе. Не друго, да однесам нешто дома на децата, на софра да им става. Колку и бараш, а? Право да ти кажам, Чорбачи Петко, јас некако се врзав за рибава. Што збораш, бе? Да, па се мислам дали да ја продавам. Ама еве за тебе, ако си решил да ја земаш, еве дај 5 гроша и носи ја. Колку? 5 гроша и Чорбачи. Абе, какви 5 гроша, шо ти е тебе, бе? Шо мислиш ти, бе, ти сакаш со една риба да се збогатиш? Па Чорбачи, ти и сам рече колку голема и убава риба, па ваква убава риба секој ден не се фаќа. Убава, 5 гроша, не. Па толку ми чини Чорбачи, па сега ти како милуваш така преси, јас за помалку не ја давам. Море, шо е убава риба, а? убава. Ова да ти е мирак да ја гледаш, не да ја јадеш. На здравје нека ти е Господа, Чорбачи. Не ја купувам. Многу скапо ја дава. Скапо. За мене може скапо, за мојава сиромаштија, ама за тебе, Чорбачи. Ајде, фрли некоја пара на гости си. Абе, ти можеш така да зборуваш, а што немаш што да чуваш. Еми со крпење кондури толку може да се научи. Секој со среќата и знаењето што ги има. Туку колку рече дека ја даваш оваа убавина? Па пријателе, колку што му реков на Чорбачи Петко, толку и тебе, еве 5 гроша и твое. 5 велиш, а? 5. Чекај да видам дали. Имам. И некој мангар ќе ми остане. Ти, Чорбачи Петко, не ја зимаш риба, а? Така? Не. Ај. Толку пари за таа риба не да. Ајде. Со здравје да се јадеш, пријателе. Само кошницата уште утре да ми ја вратиш ако може. Уште вечер Цанко ќе ти ја донесе. Ајде. Со здравје, Чорбачи Петко. Види го болта. Лет нема да јаде дома, 5 гроша за една риба даде. Парите како попад да ги нашол. Колку? Домаќинке, види што сум ти донел. Леле, бре, домаќине. Од кај ти се пари за оваа риба? Пак да не си земал назаем, а? Имав токму толку колку што ми требаа за рибата и нешто ситно ми остана. Ми платија верезџиите. Да ти кажам дека ти се лутам, ќе те излажам. Душева ми е изгорена да касне нешто убаво, а и децата ќе се радуваат. Ама, многу голема ми се гледа рибава, бре, домаќине. Немаше некоја помала? Немаше, ама ти не бери гајле за тоа. Испржи за вечера, другото посоли го и ќе ни се најде за друг пат да се нагостим. Арно велиш, да испржам, ама ниту масло имам, ниту сол да ја посолам. Дај го шишото, ајде, ќе одам да купам масло и сол. Ќе ги дадам и последниве мангари. И утре еден, белки некој ќе скине, некоја кондура, јали опенок и ќе ги донесе да ги закрпи. Така е. Ајде, оди побрзо да си дојдеш. Оти жива ќе почнам да ја јадам. Кај си тргнал, бе, Крпачу? Малку ти беше вчера шо фрли толку пари за една риба, сега уште ќе одиш нешто да прикупиш? Ај не си игре дрндупки со мене, Чорбаджи. Арно и таа што ја купив, оти кој знае кога пак ќе можам да купам. По масло и по сол сум тргнал, зашто и тоа немало, па ме прати жена ми да купам. Слушай, Илија, јас сега сакам да дојдеш со мене дома, кај мене. Имам едни контури троа подкинати. Сакам да ти ги дадам да ги закрпиш. Ќе дојдам, мене тоа ми е работа. Рибава може да почека, ајде, додека да завршам работа, жена ми ќе заврши. Ајде. Не бе, оди ваму, ево.
Ги гледаш златници, а? Ова е само еден дел. Имам уште 5 пати потолку. Ова ти го кажувам, за да видиш колку си недомаќен. Толку пари даде за една риба, бе. А јас можев рибаро со се куќа да го купам. И пак не ја купив рибата. Така пари не се фрлаат. Како да ти кажам, Чорбаджи Петко, сакам да ги израдувам жената и детето, а тебе те гледам и не можам да ти се изначудам. Зошто толку пари ви избачуваш? Во гробли ќе ги однесеш. Ами животот се живее додека си жив, а после... Затоа си сиромав. Тебе ум не ти доаѓа. Така си кроен. Слушај само, дојди. Ова што го виде, на никого ни збор. Ти текна? Шо си видел, не си видел. За оваа работа ни жена ми дури не знаеше. Разбра? Ова ти го кажувам, за да ти докажам дека така се чуваат пари. За ова работа да не вериш, Гајле. Не е моја работа да знам колку имаш и што имаш. Секој со својата среќа и умот што го има. Оти, мене така ми било речено. И јас не ти завидувам. Туку пак една работа ќе ти кажам. Зошто толку пари ви избачуваш? Од тебе не сакам ум да чујам. Оти ти да имаш ум, ки имаш и пари. Така е, арно велиш. Туку ај јас додам, оти ме чека жената и децата. Кондурите ќе ми ги дадиш? Какви кондори, бе? Какви кондори били, бе? Ти галиба мене ич не си ме разбрал, бе? Разбрав. Туку си велам да немаш некои кондори да ги Немам. закрп. Не е работата во кондорите, еј! Ај, отидов јас. Ме чека жена ми, да знаеш жена ми каква риба прави, прсти да Оди, издиш. оди, ајде, побрзај. Шутра. Добар ден. А Илија работа, Илија? Фала, да си жив и здрав. Како си? Благодарение на горниот. Арен сум, ти како си? Со маките на другите се тешим. Имало и полошо, затоа не се жалам. Дома здрави, живи, сите сме арни. Оти не се рекло за джаве. Дај ми, Господе, здравие, другото сам ќе си го најдам. Ова убаво го кажа. И да знаеш, голема вистина е. Ете, Чорбаджи Петко. Што си чул? Не си чул? Не сум чул. Да не е болен нешто. Не е арен. Добре, газда Илија, бре. Добре, Илија. Имаш дуќанче, толку народ врви тука и никој ништо да не ти каже. Ма што? Умре Бог да го прости. Умре? Умре. Кога, бе? Ај, нека му е лесна земјата. Кога? Еко ете, изутри да му се слошило наеднаш, се струполил на земја и така останал. Пупунец. Ај, што ми е жал за Чорбаджи Петко, а сам, домакинката сега и таа си отиде. Сега роднините очи ќе се извадат кој да што да земе, а? И да знаеш дека веќе почеле да се расправаат. Уште не го закопале човекот, а тие почнале да се карат. Де ова е моје, де јас сум од брат, јас сум од сестра. Брезил, срамотила си, што да ти кажам. Вистина велиш. Убаво му кажав. Што си му кажам? Ми кажа една работа да не ја кажувам, јас на никого ништо не кажав, оти така ми рече. Чорбаджи Петко ми рече на никого ништо не кажува и така си остава. Добро. Како и да е, јас и ти да одиме и да го испратиме пред Бога. Да одиме како не ке сме оделе, да одиме некоја свеќа да му запалиме како што е редот. Ајде, да ги оставам работиве и ќе дојдам ке. Добро, ти ќе ме стигнеш, па заедно ќе одиме, ајде.
роднините се разделиле, а? Се. И ниви, и лозија, и кории, и добиток, се. А куќата? За куќата не знам, не прашав. Ти кажав за се да прашаш, ама кому да кажувам? А и ти што си запнал со таа куќа? Да не ја купуваш? Може и ќе ја купам. Да, ќе ја купиш со вошки. Ај, престани. Ќе одам до дуќанот. Може ќе сретнам некој човек што знае за куќата. Куќата, па куќата. Бре, не токму човек. Не смеам да одам и да прашувам. Ќе чекам некој да помине, па така оддалеку ќе го прашам и ќе дознам. Еве го тој што најмногу ми требаше. Добар ден, Стрико Илија, како си? Добар ден, Нацко. Добар сум. Ти како си? Кај си тргнал? Кај сум тргнал, не прашувај. Кај кадијата? До кадијата ли дојде работа? Не до кадијата, преку кадијата. Кога си имаш работа со нетокму народ, така ќе биде. Не до кадијата, до царот ќе дојде. Се поделивме. Се расправавме, се каравме, ама некако поделивме. Кога дојде работата до куќата, тука веќе немаше делење. Секој вели треба тој да ја земе. А јас мислев дека моја ќе биде оти сум братово дете. Братучедот запнал, тој бил сестрино дете. И така решивме да ја дадеме на Телал да ја продадеме. Така решив се? Ќе ја продавате? Затоа одам кај судијата, да му кажам да пушти Телал. Па кој ќе даде најмногу, негова нека биде. А моја требаше да биде. Моја, ама немам сила да се расправам по судови. Види, Нацко, поарно е да ја продадете. Додека да се моташ по судови, векот ќе помине, вака ајр ќе им видиш на парите. И јас така мислев. Размислував си, велам, кој аир од парите, ако се збудалам по судови, не знам дали ќе ми ја дадат. Ај, оди, не премислувај се. Убаво што го направивме муабетот, ти ќе пукнев од мак. Ајде, Нацко. Како да им кажам за златото, кога чорбаджи Петко ми рече дека на никому ништо не кажал. Ми рече дека на никому ништо не кажал и јас на никому ништо да не кажувам. Чекај сега малце да се подразмислам. Како да ја купам куќата која ќе ја дадат на Тело. Беше на чешма? И кога не сум била до ова време? Викаше Тело од посокаци? Викаше, ама јас бев далеко и не пара чув што вика. Ама потоа дојдов поблиску, ама пак не можев да чујам. Потоа, кога тргнав наваму... Потоа. Знаеш или не знаеш што викал? Па тоа сакам да ти кажам, бре. Потоа... Пак тоа, потоа. Што потоа? Потоа ја сретнав Славка. На Славка и кажала Јорда, оти ја дале куќата на чорбаджи Петко на Телал. Тоа било викањето. Најпосле се разбравме, тоа сакав да го чујам. Знаеш колку и барат? Најмалку 10.000. Ама кој ќе даде повеќе, тој ќе ја земе. Сега така и кажала Славка на Јорда, Јорда мене. А ти пак мене. Одам на дуќан. Чекај да ти го дадам ручекот. Не ми треба за денеска јадење. Денеска не останувам на дуќан. Ќе си дојдам, имам на ум некоја работа да ја средам. За ручек сум дома. Како тргнуваш, ти не треба ич да одиш. Оти еве го дојде ручек време. Ај, престани, доека те слушам и вечера ќе ме фати. Ајде. Пак јас крива излегов. Да видиме сега како стојат работите. Од каде на каде па ти дојде да се распрашуваш? За многумина мисле па ти ќе дојдат ќе прашуваат, ама за тебе ич на крај на паметот не ми идеше.
И зошто прашуваш? Ма јас, Кадио, не прашувам за себе. Туку за еден роднина од Стамбул. Собрал убава пара, па ме моли да му купам куќа и да му ја наредам за кога ќе дојде на готово да си влезе. Еве, писмо добив пред 2 месеца, куќа не можам да најдам. Так, не можеш да најдеш и ова со чорбаджи Петко сега, вака. Мислам, ти се погоди. Се погоди. Куќата е убава, голема, таван, таква како што сака братучедот. Братучедот велиш. Од каде бе тој братучед? Такво нешто немам да се ја слушна, тоа ти имаш некаков роднина. И ние не знаевме дека е жив. Одамна е отиден од овдека. Кога еве пред 2 месеца прати прво абер по еден човек, после писмо, братучет, куќа да ми купиш. Так. И добро, и сега. Вака како стојат работите, да ти кажам. Почнавме со 10.000. 10.000? Ама, тој да некој луѓе дава, надава, стасавме до 15. 16 ако дадеш, може да ја земеш. Добро, Кадио, ако ти кажам дека давам 16, ќе ми го даиш клучот од куќата, да ја видам внатре каква е, убава ли е, што треба да се докупува, да му кажам на братучедот колку фазла пари да прати. 16 ако дадеш, ќе ја земеш куќата. Ама клучот не можам да ти го дадам. Не можам да ти го дадам клучот, зашто од кај знам јас ти дали ќе се вратиш. А ако оставиш 1.000 капар, тогаш бидува. Тогаш, знам, оти ќе се вратиш. Така е, прав си, Кадио. Сега ќе одам да најдам пари за капар и ќе дојдам. И ќе молам Бога никој да не ја купи за повеќе. Слушај, и гледај да дојдеш порано, разбираш? Ќе дојдам, Кадио, ќе дојдам. Хај се, здрави. Пак се тепат. Гоце! Осте го, брат, ти слушаш? Кој ти е тој роднина од Стамбул? Толку години сме заедно, никогаш не си го спомнал. Ти кажав се што требаше да ти кажам и престани да зборуваш. Сега ќе одам кај Наума, да му ги земам парите, после ќе одам кај Кадијата да му ги дадам парите за куќата. Од кај знаеш дека Наум има пари и дека ќе ти даде назаем? Или ти реков дека бев кај него и дека ми рече ќе ми поземи пари. Ау, ми кажа. Ама сношти многу ми се спиеше, сум заборавила. И пак да заборавиш. Разбра да заборавиш се што сме правеле муаве додека не се заврши работава. Разбрав. Ај оди кај Наум, а јас ќе појдам кај Славка на муавет. На муавет, кај Славка, да седиш дома додека не сум се вратил. Разбрав? Никаде нема да одам. Кој ќе чека да се врати? Да ти се множат годините, Кади бабе. Аш, ко смахери. Еве ги парите, како што се договорив. Така. Еве и клучевите како што се договоривме. А кога ти се вратиш од Стамбул, ќе ти ја дадам и тапијата. Кадио, ми прати глас братучедов, дека може ќе пуштел пари, па може не треба до Стамбул да одам. Ај сега ќе одам до куќата, да видам што треба внатре да се докупува, да му кажам на братучедот. Нека му е субаво куќата. Сполај ти, Кадио, сполај ти. Овие ќе видат доста да му
му ги вратам на Наума. Овие, ќе му ги однесам на кадијата и за 2 недели ќе си ја земам тапијата. А вие чекајте ме тука, ќе дојдам утре да ве земам, да не седите сами. Ти велам, газда Петко, ми рече никому да не кажувам ништо и никому не кажав ништо, си останав на зборот. И не за джабе велат, не кому било речено, туку кому било печено.